Здраво и добродојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за реакции на хиперсензитивност тип 4, односно реакции на преосетливост. И овие реакции исто така се наречени од одложен тип реакции, односно delayed type hypersensitivity. Бидејќи одговорот кон дадениот антиген го гледаме ден или два после изложувањето. Во ред, исто така овој тип на хиперсензитивност е посредуван од страна на Т клетките, односно е клеточно посредуван, за разлика од претходните три кои беа посредувани од страна на антитела. Да, и во претходните три беа вклучени клетки, но генералниот водач беа антителата. Ајде сега да видиме што овдека всушност се случува. Значи имаме некој антиген, така дали тоа може да биде од некоја бактерија или од околната средина, кој може да влезе внатре во нашиот организам. Може да имаме некоја си молекула која ќе се прикачи на некој протеин или јаглехидрат од нашиот организам и при тоа сега тој наш протеин да биде препознаен како антиген. И овие се наречени неоантигени, каде што молекулата од надвршна средина го модифицира некој наш собствен антиген, да сега тој може да биде препознаен од нашиот имун систем. Или пак може да збориме само за селф антиген, односно некој протеин, гликопротеин или јаглехидрат, кој е сега препознаен од страна на нашиот имун систем. Како и да е, без разлика кој и да е антигенот, ќе биде препознаен од страна на некој антиген презентирачки клетки, да речеме дека тоа се дендрични клетки, и сега ќе биде препознаен, ќе биде обработен, така и при тоа ќе биде презентиран на МХЦ класа 2 молекули, бидејќи е внесен антиген. Така, тие се презентираат на МХЦ класа 2 и сега оваа дендрична клетка ќе се активира и ќе отпатува до најблискиот лимфен јазов. Кој ќе отпатува таму, ќе биде препознаено од соодветна Т клетка. Во ред, значи тој антиген ќе биде препознаен од некој Т клеточен рецептор, при тоа тука ќе имаме нели и CD4 или пак CD8, ќе имаме препознавање на B7, нели овие се костимулатори молекули со CD28, и при тоа наивнава Т клетка, која се наоѓала во лимфниот јазол, сега ќе се активира. Во ред, при тоа, од кога ќе се активира, така и исто така ќе се диференцира, ќе се добијат повеќе субтипови, зависно кои цитокини, односно интерлеукини ќе ги излачи дендритична клетка. Она лачи интерлеукин 12, 6 и 4, ако излачи 4, ќе се добие ТХ2. Ако излачи вакво 12, се добива ТХ1 субсет, ако излачи интерлеукин 6, се добива ТХ17 субсет. Во ред, и некогаш имаме хиперсензитивност тип 4 реакции посредувани од цитотоксичните лимфоцити, односно CTL клетки, активирани CD8 Т клетки. Во ред, сега имаме активација, имаме диференцијација, имаме пролиферација. Така, значи ќе се добијат многу клетки од таа дадена активирана, диференцирана Т клетка. И ова е фазата на сензибилизација, односно ова е првото изложување на дадениот антиген. И ова може да трае околу една недела, некогаш до 2. Во ред, значи ова беше првото изложување на дадениот антиген. Е сега, по повторно изложување на тој антиген, имаме сега веќе голем број на Т клетки кои може да го препознаат. И сега тој антиген може да биде представен повторно на некој антиген презентирачка клетка, но ќе речеме на макрофаг. Макрофагите исто така се антиген презентирачки клетки. Од кога тоа ќе се случи, Т клетката ќе почне да ослободува најразлични цитокини. Значи ќе ослободи ТНФ-алфа, интерферон гама, интерлеукин 17 и некои други, кои ќе имаат најразлични ефекти. Така, значи ќе повикаат главно макрофаги на местото и ќе ги натераат истите да се активираат. Во ред, и сега макрофагите ќе почнат да ослободуваат и нивни цитокини кои ќе го зголемуваат воспалението во околната средина. Исто така интерлеукин 17, кој би бил ослободен од ТХ17 субсетот, ќе повика и неутрофили во околниот регион. Во ред, и сега добиваме многу макрофаги, така, и неутрофили, кои ослободуваат исто така нивни најразлични проинфламаторни цитокини, значи ослободуваат интерлеукин 1, кои создава исто така и вазодилатација, се зголемува пермеабилност на крвните садови, односно ќе имаме едем, црвенило, топло ќе биде местото и така натаму. И ова е таа ефекторна фаза. Во ред. И при тоа се ослободуваат и многу лизозомални ензими, кои го разградуваат околното ткиво. Е сега,
некој од вас ќе рече, добро, се ова се изгледа нормално, тоа е нормално тоа што треба да се случи. Ако има некој антиген, имуниот систем треба да реагира вака со цел да се отстрани антигенот. Тоа е логично. Но проблемот е дека во голем број случаи одговорот е толку силен, и затоа збориме за хиперсензитивност, каде што штетата која се предизвикува е многу поголема него што би предизвикал самиот патоген. Односно, можеме да го отстраниме многу поспоро и да си поминеме подобро. Во ред. Така што овие макрофаги сега почнуваат да го уништуваат околното ткиво и ова може да потрае некое време. Ако се отстрани брзо антигенот, нема да биде голем проблем. Но ако не се отстрани, почнуваат макрофагите да се фузираат едни со други и при тоа се добиваат некакви монструзни макрофаги кои имаат повеќе јадра и се акумулираат едни со други и градат вакви структури кои се нарекуваат грануломи. Во ред. И ова се како еден вид нодули кои може да се осетат и од надвор и нели на палпација на допир и ослободуваат многу проинфламаторни молекули, ослободуваат многу лизозомални ензими, исто ослободуваат и као неутрофилите радикални кислородни молекули кои исто така го оштетуваат локалното ткиво. И ова е многу, например, карактеристично се сретнува кај туберкулоза, каде што голем дел од белодорото ткиво е оштетено всушност од самиот имун систем наместо од патогениот организам. Во ред. И ова исто така главно настанува поради самото тоа што можеби нема толку антитела со цел да се справат против дадениот антиген. Бидејќи ако нема антитела, многу е потешко да се опсонизира антигенот, многу е потешко да се таргетира и системот на комплемент да се активира со цел да се уништи, така што макрофагите многу повеќе почнуваат и неутрофилите да го уништуваат ткивото, бидејќи не можат толку ефективно да го отстранат антигенот. Сега има некогаш и реакција на хиперсензитивност од тип 4 кои се посредувани, како што спомнав, од CD8 те клетки кои се активираат и стануваат цитотоксични Т лимфоцити. Знаеме дека CD8 те клетки да препознаваат молекули презентирани на МХЦ класа 1. Во ред. И тоа беа протеини кои се наоѓаат на триоклетка. Тоа значи дека CD8 те клетките беа потребни кога имавме вирусни инфекции. Но некогаш може да имаме некои вируси кои не се толку штетни за организмот колку што е самиот имун одговор. И во тој случај викам дека имаме реакција на хиперсензитивност кога имуниот систем повеќе всушност го оштетува ткивото него самиот вирус. Исто така, овие те клетки може да препознаат некогаш собствени антигени, бидејќи самите клетки постојано ги презентираат молекулите кои се наоѓаат внатре во нив и ги презентираат на МХЦ класа 1. И така да, нашиот имун систем може да ги препознае тие селф антигени и да ги натера тие клетки да влезат во апоптоза и при тоа ќе дојде до нивно изумирање. И ова е всушност тоа што се случува кај тип 1 диабет. Значи се уништуваат бета клетки во лангерхасовите островчиња од страна на цитотоксични Т лимфоцити. Едноставно нашиот имун систем ги уништува клетките кои произведуваат инсулин. Така што имаме повеќе болести, патологии кои се карактеризирани со овие реакции на хиперсензитивност тип 4, каде што те клетките всушност уништуваат голем дел од ткивото. Ваков е контактен дерматитис, односно тоа се случува кога најразлични креми, некои сапуни или некои билки, растенија или што е да е, ќе дојдат во контакт со кожата и при тоа можеме да приметиме дури некој час, но главно последен ден или два, црвенила кожата, осип, односно воспаление во местото каде што била кожата во допир. И тоа најчесто е поради формирање на тие неоантигени кои ги спомнав. Односно, да речеме дека ова плавово е некоја си крема и кремата влијае на некои протеини од клетките на епидермисот, при тоа ги менува и сега така изменети тие може да повикаат, односно предизвикаат имун одговор, главно посредуван од те клетки и ќе дојде до контактен дерматитис. Исто мултипла склероза, ревматоиден артрит, псоријаза, тип 1 диабет кој го спомнавме, каде што ЦТЛ клетките го уништуваат бета клетките во лангерхасовите островчиња, Хашимото, тоа е тироидната, и кај трансплантирани ткива, односно органи. Еве, например, тука имаме табела, ревматоиден артрит е кога нашите клетки таргетираат колаген или некои цитрулирани селф протеини, не сме сигурни. Кај мултипла склероза напаѓаат протеински антигени во миелинската обвивка на невроните
така што таа се разградува и немаме добро пренесување сигнали. Тип 1 диабет, кај inflammatory bowel disease, односно кронова болест, имаме напаѓаат некои антигени од нормалната цревна микрофлора. Би требало нормално да имаме толеранција против тие бактерии. Или пак некои селф антигени од дигестивниот тракт, не е сигурно. Или кај псоријаза, имаме некои непознати кожни антигени кои се нападнати од страна на имуниот систем. И се јавува, нели, воспаление на кожата, се јавува, изумираат клетки, односно се стимулираат да се делат бидејќи има воспаление, така што се јавува како прво црвенило, чешање, воспаление, иритација и така натаму. Има една многу интересна работа која се уште не е целосно истражена, а тоа е дека некои молекули кои може да се внесат, да речеме дали преку кожата или сме ги јаделе нешто или слично, може да поминат различни метаболички процеси и при тоа да се добие некој продукт кој, нели, сосема се разликува од првичниот, но овој новиот продукт кој се добил преку низа сите тие метаболички процеси, да може да се врзува со некои други антигени кои се презентираат на МХЦ или пак директно се врзува со Т-клеточниот рецептор и при тоа да ги активира Т-клетките кои така кога ќе се активираат ќе почнат да уништуваат около ткиво. Бидејќи ќе почнат да создаваат различни цитокини, ќе викнат макрофаги, ќе се ослободат многу други цитокини, неутрофили, дегранулација, оштетување на околното ткиво. Но ова се уште се истражува, бидејќи е тешко да се детектираат тие метаболички продукти од најразлични медикаменти. Еве овде имаме еден тест како најчесто се одредува за одложена реакција на хиперсензитивност. Да речеме дека некој пациент така бил инфициран, например, микобактериум туберкулозис и при тоа, добро, поминало време, 1 до 2 недели, и после се внесува инекција со тој микробен антиген, значи антигениот микобактериум туберкулозис, и гледаме да после 24 часа до 48 се јавува областа каде што сме внеле инекцијата одложена реакција на хиперсензитивност. И заради тоа, нели, се нарекува одложен тип, бидејќи пикот го достигнува ден или 2 или 3 по иницијалното внесување на антигенот. Овде ќе имаме што се случува при формирање на грануломите, така значи имаме антиген презентирачка клетка, која ќе активира CD4 клетка, таа ќе почне да лачи TNF-алфа, интерферон гама, која ќе повика различни моноцити да влезат, односно да станат макрофаги, кои исто така ќе се активираат, ќе почнат да слободуваат своји цитокини, ќе дојде воспаление, и ако тоа трае подолг временски период, ќе се образуваат овие грануломи, кои слободуваат многу лизозомални ензими, кои го оштетуваат околното ткиво. Во ред? Океј. Тоа беше главно се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.